Добар ден, криптоентузијасти. Како што кажавме, значи денеска го имаме второто видео за апдейт на портфолио. Значи во првото веќе разговаравме во детали, во однос на категории, во однос на тоа како сме купувале во претходниот дел од овој bear bull market, значи овој циклус на биткоин, така да погледнете го и ќе ви стане јасно во однос на сите купувања кои што ги имаме направено веќе. Значи тоа беше неделното специјално видео, ова е само продолжение за наредните 6 коини. Со тоа што топло препорачувам да го погледнете прво тоа видео во недела со цел да ви биде јасно за што зборуваме денес, затоа што ова е продолжение, како што веќе кажавме, со тоа што значи во првото видео разговаравме за првите 6 коини до Polygon Matic. Денеска почнуваме од Render и продолжуваме преку Polkadot, Singularity, Net, Agix, Uniswap, Uni, Optimism, OP и Hedera HBAR. Со тоа што, како што кажам, веќе разговаравме за алокациите по категории, што е исто така доста битно. Сега само потенцијално кога имаме некакви интересни и да речем информации во однос на овие 6 коини, ќе се навраќаме на категориите. Прво нормално ќе започнеме со Render, кој што можеме да видиме дека од нашата анализа, од претходниот пат кога правевме анализа, че можеме да видиме дека е во Price Discovery, како што кажавме веќе, се сеќавате, и тоа во Price Discovery каде што успеа да ја постигне првата мета. Значи погледнете, сами техничката анализа само ви покажува дали станува збор за боенка или навистина има вредност. Погледнете, значи од целото ова движење надолу сме успеале да достигнеме првата мета, која што е на $13,1 и понатаму нели продолжуваме на следните. $21 отприлика, 29 и последната е 33. Останува да видиме дали ќе ги достигнеме, но само сакам да кажам дека првата официјално сме ја достигнале. Генерално од индикатори можеме да видиме дека корекцијата е, како што можеме да видиме, завршена. Повторно, сето ова зависи во однос со тоа како стојат макро, да речем, индикаторите и макрофакторите, без разлика дали станува збор за економија, политика, геоконфликти и така натаму. Идејата е дека сега за сега од она што го видовме изгледа дека корекцијата е завршена и дека ги се придвижиме нагоре, но пак ќе кажам не можеме да бидеме сигурни додека не видиме стабилизирање на некои битни случувања, како што е на пример украинско-руската војска, Израел, Иран, одредени политики во Америка, она што постојано го зборуваме, затоа и нема да навлегувам премногу во тоа. Идејата е дека не можеме да знаеме дали корекцијата е завршена додека не ги следиме и тие појави во економијата и општеството и затоа мораме да се фокусираме на истите. Ова е само техничка анализа на овој конкретно алткоин. Каде што гледаме дека од овој момент, значи на неделно ниво, од апсолутна стотка, стокарес се коригирал до 9, значи корекцијата е така речено завршена. MACD ја завршила корекцијата, гледаме сигналата и базичната се веќе прекршени и продолжува нагоре. RSI достигна до 57, моментално е повторно 67, што е 3 поени пред купено добро, но да не забравиме дека претходниот хај беше на 93, така да има уште многу за движење нагоре, а најчесто е oversold кога станува збор за bull market, кога станува збор за нови коини посебно. И на дневно ниво, каде што ја имаме оваа формација која што сакам да ја покажам, значи погледнете, од така речено ова придвижување нагоре, последната корекција, солидна, гледаме дека сме се приближиле многу блиску до помеѓу 78,6 и 61,8 двата последни левели на Фибоначи, тоа што гледаме дека свеките сите завршиле на 61,8, односно golden ratio на Фибоначи и гледаме овој канал кој што практично ни представува оваа формација, да речам, од ова би било почетокот на формацијата, че можеме да видиме дека истиот, така речено сега со прекршување на оваа формација се придвижува нагоре и тоа се приближува до претходниот all-time high, негде околу $14 и гледаме дека успешно се придвижува. Сега, зошто е тоа така? Нормално сега ќе поразговараме малку повеќе после оваа техничка анализа. Значи, во однос на DePIN, значи тоа е децентрализирана физичка инфраструктура, значи самиот Render е апсолутен шампион. Значи, само момент. Односно, доколку го погледнеме по категории, можеме да видиме дека Render е неколку пати подобар од сите негови компетитори. Конкуренција, само да погледнеме точно во однос на market cap, погледнете и сами. Render има 4 милиарди. Filecoin единствено кој што доаѓа блиску со 3,2, но идејата е дека во однос на децентрализирана физичка инфраструктура, Render и File се многу различни. Filecoin се занимава со меморија, со децентрализирана меморија, додека Render се занимава со процесирање, децентрализирано процесирање. И понатаму нормално
останатите проекти, ниту еден не доаѓа блиску до она што го работи рендер, а со Market Cap, како што може да видите, е солидно пред останатите, значи дека имаме голем интерес за овој проект. Во однос на Market Cap, како што кажавме, 4 милиарди, значи се наоѓа под 5, значи дека го прави мал проект, значи како што кажавме од 1 до 5 представува мал, од 5 до 10 представува среден и над 10 милиарди представува голем проект во крипто секторот. Сега за сега тоа е, значи границите тие се во однос на веќе постоечките крипто проекти, така да има потенцијал за масивен напредок овој bull market, да не забораваме, како што кажав, значи ова е прв bull market и до сега од искуство, секогаш кога одреден кој има прв bull market, најчесто станува збор за најексплозивен bull market во кој што имаме најголем напредок, баш заради тоа што нема претходна инфраструктура на техничка анализа која што би го запрела неговиот напредок. Така да се е price discovery практично во целиот прв bull market. Сега, како што кажавме, неговата основна работа е процесирање на децентрализиран начин на било што. Така, значи ова е само нивната официјална страна, но сите оние кои што сакаат да го користат треба да си направат, нели, погледнете го нашето видео за рендер, сите овие кои што ги работиме денеска и вчера и нели во текот на неделното издание, значи имаме посебни видеа за нив каде што детално објаснуваме. Сега само на кратко објаснуваме што истите представуваат, зошто ги имаме и некои нови вести за истите. Така да, значи може да најдете на нашето видео за рендер како може да направите профил на нивната платформа и каде што преку рендер токените, кои што нели се основниот токен за економијата на рендер рендер блокчейнот, можете да изнајмите процесирачка моќ, на пример ако сте, не знам, видео дизајнер или пак графички дизајнер или што и да ви е потребно компјутерска моќ во однос на процесирање, тоа го овозможува рендер. И сега за сега се најголемите кои што го прават тоа. Со тоа што одиме до степен каде што ова, ако се сеќавате дури на нашата средба во Скопје го најавив, значи јас најдов официјална вести, претходно имаме објавено во нашите вести, каде што Apple официјално направила партнерство со Render. Сега за жал не можам да најмислам да вест, не знам зошто, можеби била лажна, значи ако ме лажел, јас сум ме лажел. Во секој случај, значи има најава, гледате и сами, дека ќе има официјално партнерство помеѓу Apple и Render. Таа вест која што ја најдов јасно кажуваше дека некои нови модели на Apple, и тоа не само, значи стануваше збор за таблети и лаптопи, веќе имаат функционалноста за поземување на процесирачка моќ од рендер. Сега за жал повторно ти кажам, не можев да најдам иста вест, не знам зошто. Најновата вест или да речем блиска вест до тоа е дека Apple потенцијално разговара за партнерство со рендер. Зошто е ова битно? Уште еднаш ќе напоменам, сега за сега рендер изнајмува процесирачка моќ од, да речем, компании или луѓе кои што имаат јаки компјутери, а да речем во одреден период од денот не работат на истите. Така, значи дека вие практично се приклучувате на рендер мрежата, иако можеби ова звучи малку упростено, идејата е дека со поврзувањето на мрежата на рендер на вашите компјутери, вие практично оставате овие компјутери да процесираат податоци за било кој што му е тоа потребно во замена за рендер токени како награда. Замислете кога тоа би се префрлило на целата мрежа на Apple. Замислете, вие имате Apple, мада јас никогаш не би имал, не знам за вас, но за мене тоа е смешно. Но замислете да имате Apple, не знам, телефон со, поименувам, 4 гига RAM, кој што преку ноќ така ви стои на полноќ. Сега вие да може да се приклучите на оваа мрежа и замислете така милиони телефони во светот кои што се приклучени на оваа мрежа и ја нудат својата процесирачка моќ за возврат за рендер. Значи тоа е енормно голема работа и верувам дека ќе успее затоа што нема друг кој што е конкуренција на сето ова. Да не забораваме дека од големите играчи Nvidia веќе направи партнерство со Render, што е огромна работа. Значи е официјално Nvidia Omniverse, тоа е дел од нели Nvidia корпорацијата, направи соработка каде што Render и Nvidia официјално работат заедно, иако овдека не е точно кажано на кој дел и што. Значи ова е доста ново, рачунајте ова е практично крајот на февруари, почетокот на март, не е ниту 2 месеци старо. Значи се гледа дека на вистина големи играчи влегуваат во овој проект. Од друга страна да не забораваме дека ваков тип на играчи како Nvidia, доколку би го земале Render како мрежа, замислете колку они со нивните продукти од хардверски тип можат да допринесат за развивање на Render. И ваквото партнерство не верувам дека е случај. Како и да е, значи има огромен потенцијал, со тоа што не заборавајте дека ваков тип на проекти како што се Decentralized Physical Infrastructure или AI проекти од крипто секторот многу им влијае напредокот на овие компании.
не само Nvidia, туку и било каков тип на AI напредок. Значи тоа веќе го видовме неколку пати. Прост пример, значи Binance пред само некој месец објави дека во периодот од крајот на 2023 година, значи сите AI токени се трети по заработка во светот. Значи во однос на профит кој што го има направено. И сега зошто е тоа битно? Значи рендер се смета како дел од AI. Значи за сега, како што можеме да видиме, нема доволно проекти за да можеме да кажеме дека Decentralized Physical Infrastructure и AI се целосно одделени, така. Туку самиот рендер се смета како дел од AI категоријата исто така. Кога имаме памп на било што AI, без разлика дали доаѓа од Nvidia, кој што е партнер, или пак од Amazon, или пак од Microsoft, имаме памп како на AI категоријата, така и на рендер од Decentralized Physical Infrastructure. Посебно затоа што процесирачката моќ на рендер многу често се користи баш во таа намена. Во AI проекти, затоа што AI проектите не можат да функционираат без масивна процесирачка моќ. Се што представува AI, machine learning, deep learning и така натаму, сето тоа мора да биде процесирано со процесирачка моќ на компјутери, која што рендер ја овозможува. Па затоа и нашето портфолио моментално има 6,5%. Верувам дека ќе има и повеќе, значи ние во последниот период после корекцијата купувавме рендер, затоа што како што може да видите, не верувам дека ќе имаме многу шанси за да можеме да купиме овој coin токен, затоа што погледнете и сами, значи буквално се наоѓа во price discovery, како што веќе го кажавме тоа, и затоа гледам секоја можност која што ми се пружа да вложам во овој токен, затоа што верувам дека ќе има многу добар напредок. Јас во овој coin сум веќе, токен сум веќе некој 3x и очекувам многу повеќе од него, посебно со оглед на фактот дека неговиот маркет кап воопште не е голем. И да не забораваме дека не доаѓа напредок само од AI секторот, од legacy, односно централизираните финансии, туку доаѓа и од ваков тип на вести. Каде што погледнете и сами, значи Agix, FET и Ocean и нивното колаборирање во ASI токен, значи верувам дека исто така ќе даде на рендер, буквално на пораст на цената, затоа што пак ќе напоменам. Кој би го одбрале вие за процесирачка моќ ако сте било кој од овие три проекти или пак нов проект, така речено заеднички, оваа алијанса на Artificial Intelligence во крипто, ако не децентрализирана процесирачка моќ. Така, значи само прашање на време кога партнерство помеѓу овие субјекти ќе настапи со сигурност. Останува да видиме, но како и да е, уште ќе напоменам, рендер како децентрализирана процесирачка моќ ќе биде клучен за било каков тип на развој на AI, како од централизираните финансии, така од децентрализираните во оваа ситуација од криптопроектите. И затоа очекувам дека и AI исто така ќе му даде дополнителна моќ во овој bull market, значи на вистина многу очекувам од овој проект. Polkadot, сите знаете, тоа е еден од најстарите проекти кои што го имаме, значи ние сме инвеститори во Polkadot од многу одамна, значи во претходниот bull market во првите 35 до 40 аукции, значи ние учествувавме со своји контрибуции, така да нашите Polkadot токени не се продадени уште од претходниот bull market. Односно, одлучивме истите да ги инвестираме во овие аукции, значи како што кажав, негде од почетокот па до некаде 40 прилика, 40 до 45, значи до сите овие токени ние практично имаме поголемиот дел од овие коини инвестирано, со тоа што знаете сами, погледнете го видеото за Polkadot, ќе ви стане јасно што станува збор кога станува збор за crowd loans, каде што сме инвестирале дел од нашите коини, зборувам за Polkadot, во овие, да речам, проекти кои што се напреваруваат за добивање на слот и во однос тоа кој ќе добие, практично вие добивате одредена количина на токени од самиот проект. Еве на пример како изгледа тоа, значи добивате 11 пендулум токени, пен за секој еден дот кој што сте го заложиле и вашите дот токени се 2 години заклучени. Така да до негде октомври-ноември оваа година сите наши дот токени кои што беа инвестирани ќе бидат вратени назад во нашето портфолио. Така да овој дел за сега не е нешто бесно лукративен за нас, но не заборавајте дека сите овие Polkadot токени кои што ги добивме назад, ние ги купувавме во претходниот bear market и bull market, значи така речено во средината на bull marketот во 2021 година, кога нели тогаш практично и почна самиот Polkadot проект. Така да рачунете дека сите овие токени планираме да ги продадеме по многу повисока цена во овој bull market, дополнително да не забораваме дека сите овие коини кои што сме ги добиле се бесплатни. Се разбираме, значи тоа е коин кој што дали ќе успее или не останува да видиме, но еве на пример Astar за секој Polkadot добивате 102 Astar токени, така. Значи дури и да не успее, тоа е само плюс пари, се разбираме.
Така да за сега, ако мене ја прашувате, мислам дека беше крајно лукративно за нас. Се гледа дека некои проекти почнуваат да напредуваат. Прост пример, еден од нив е Lit Entry, каде што веќе сме добри 3x од она што практично ние го инвестиравме и токените кои што сме ги добиле од Lit. Пример го зборувам, ова се останува да видиме, нели? Целиот bull market ќе ни покаже некои од овие проекти кои што се наоѓаат на самиот Polkadot блокчейн, на Relay Chainот, може да бидат многу и успешни, така да останува да видиме. Зашто главната вест која што имаме за Polkadot е Polkadot 2.0. Искрено, значи алокацијата на Polkadot се намали до 6.25, ако се сеќавате на почетокот ние имавме многу повеќе Polkadot во однос на останатите коини и токени, посебно да пример беше над дефинитивно Chainlink, ICP, Polygon, Render, значи на почетокот на bull market се наоѓаше на 4-то место. Зошто е тоа така? Затоа што долго време не сме инвестирале во Polkadot, само еднаш мислам во целиот овој да речем најдлабок дел. Сега нели после првичната алокација, нели. Генерално, понатаму дали еднаш или два пати имаме инвестирано во Polkadot, затоа што имаме солидна количина на токени, тоест на коини, нели, не дошло момент повторно да се инвестира поради премногу други битни продукти, битни блокчейни, но искрено, ова е еден од најдобрите проекти кои што го имаме. Значи да не забораваме дека Гевин Вуд, креаторот на Polkadot, е уствари човекот кој што го измислил Solidity јазикот за Ethereum и кој што го напишал Yellow Paperот за Ethereum, значи он е од луѓето кои што се креатори, значи првиот тим на Ethereum, каде што нели се матично Бутерин, Гавин и Чарлс Хоскинс. Значи он е еден од основоположниците на Ethereum и истиот нели понатаму продолжува Polkadot затоа што има друга визија за генерално за блокчейн. Така да Polkadot 2.0 е нешто многу напредно, многу интересно. Значи Relay Chainот кој што ние го користиме досега, односно Polkadot 1.0 беше малку поинаков, каде што ова дефинитивно ќе треба да го погледнете, има посебно видео каде што буквално разговараме за Polkadot 2.0 и се што исто ја представува. Она што на кратко треба да го спомнеме дека сега наместо Relay Chain ќе биде Agile Polkadot, односно ќе биде како систем. Така, значи не е како претходно еден чейн кој што представува само layer 0 за трансфер на капитал и на пораки помеѓу овие блокчейни кои што нели се изградени на Relay Chainот. Сега практично е малку по да речем активен. И во оваа ситуација дополнително сега не се продаваат, односно наместо претходниот модел каде што се продаваше целосен слот за блокчейн, сега се продаваат така наречени core rentals, односно она што ви е потребно. Значи не мора да биде целосен слот, може би ви е потребно само процесирачка моќ, може би ви е потребен целосен слот, може би ви е потребно нешто друго. Идејата е дека моментално е направено така да практично вие изнајмите од Polkadot само она што ви е потребно и да платите колку што ви е потребно, да не морате да изнајмувате цел еден слот како што тоа беше претходниот случај. Уште еднаш, многу подетално објаснето во Polkadot 2.0, погледнете го видеото каде што го објаснуваме овој дел. Друга битна работа која што мене не ми излегува од глава, тоа е Small Dot Development проектот. Тоа е light nodes на Polkadot, кои што ќе бидат многу подостапни за секојдневните луѓе и ќе може било кој од нас да има свој light node, без разлика дали станува збор за компјутер или обичен телефон, кој што се развива моментално и гледаме дека активно има дури и финансирање од нивна страна, значи директно се развива Polkadot, само што за сега нема се уште вести. Polkadot за тие работи се малку лоши, овие development ствари многу тешко ги даваат на јавноста, дури од како навистина има нешто за да се каже. За жал, значи не се како Ethereum кој што пред време знаеме се што ќе се случи, но ова на пример ќе биде голема работа. Ако успеат да развијат light node пред Ethereum, тоа ќе биде енормно голема работа. Се надевам дека ќе успеат да го направат. Исто и за Small Dot разговараме во официјалното видео за Polkadot, погледнете, да не навлегувам премногу. Идејата е дека light node каде што ви е потребно само дури можеби не ви се непотребни ни воопшто количина на Polkadot како нели стейк во системот, туку претпоставам дека ќе биде некаков тип на софтвер, апликација која што ја инсталирате на вашиот софтвер, без разлика дали е лаптоп, PC, компјутер нели или телефон. Идејата е дека со овој софтвер вие практично помагате во верифицирањето на трансакциите и на блоковите и за тоа добивате соодветна награда во Polkadot. Уште интересна работа, Gem, ова е нешто ново, многу ново, значи 18 април директно од Gavin Wood, каде што креаторот на Polkadot вели, значи ќе направиме нов тип на софтвер кој што се нарекува Joint Accumulate Machine. Сега што е овдека интересно, од она што успеав да го разберам, значи ваквиот Joint Accumulate Machine, Gem, има за цел да може да дозволи на било кој тип на софтвер да го користи Polkadot, да не мора да биде
пример блокчейн, така, или DApp, туку било каков тип на софтвер да може да го користи Polkadot за неговата компјутерачка моќ, со тоа што само треба да си ја плати нели фи во однос на како што ни го нарекуваат тоа core time, така. Значи да плати core time во Polkadot, а може да го користи Polkadot преку овој gem, како што го нарекуваат они joint accumulate machine. Сега, како ова ќе функционира, не можеме да знаеме со сигурност, затоа што ова е само најава и моментално има баунти, така речено, сите оние кои што сакаат да учествуваат во креирањето на Gem, практично може да се пријават на Polkadot страната, значи со тоа што нели помагаат со софтверот, затоа што ова представува open source софтвер, каде што секој што има на некој начин идеја, може да проба да го подобри овој софтвер на Gem и на тој начин да добие награда во Polkadot. Така да погледнете кај нив на Web3 фондацијата на Polkadot страната, верувам дека ќе најдете повеќе информации, но е доста интересна работа. Значи тоа е една надграба и друга надграба која што е веќе имплементирана од март е SDK, односно Software Development Kit, каде што на Polkadot сега веќе како претходно не морате да имате цел тим на обучени луѓе кои што знаат да креираат, да речеме, апликации или да програмираат на Polkadot системот, затоа што има нели собствен јазик. Сега веќе преку овој Software Development Kit со многу помали познавања, вие можете да така речено развиете DApp, односно Decentralized апликација на Polkadot chainот. Така да ова е нешто што беше многу потребно, значи сите овие погледнете го на пример Космос. Космос многу напредуваше баш поради истиот овој тип на Software Development Kit, каде што преку истиот може да си направите свој блокчейн, апликација и така натаму и помага многу за луѓе кои што имаат многу помали познавања во програмирање, посебно во блокчейн сферата, за да можат да си создадат сопствена апликација, софтвер или така натаму. Така да ова е одлично за Polkadot. И да не забораваме уште една битна работа, тоа е партнерството помеѓу Polkadot и Cardano. Мене ако ме прашувате е многу битна работа. Cardano веќе зема дел од софтверот на Polkadot и го имплементираше во својот. Значи практично се развиваат еден со друг и сега ова, значи да не забораваме, ова не е нешто многу старо, значи од ноември 2023 година. Дали и како ќе вроди со плод ова партнерство станува да видиме, не заборавајте дека ова се луѓе кои што претходно работеа заедно на Ethereum, како што веќе кажав, и гледаме дека веќе почнува имплементација со тоа што Cardano превзема дел од софтверот од Polkadot и го имплементираше во Cardano. Битна работа, нормално, и на крајот да не забораваме уште еднаш дека многу пати го спомна ова, пак ќе го спомнам, значи и самите они зборуваат за тоа дека официјално, значи Polkadot се рачуна како софтвер, не се рачуна како блокчейн и дека се чека од значи SEC, од Комисијата за харчија од вредност, тоа да го потврди. Знам дека станува збор за 1 година стара вест, но не го менува фактот дека се уште е релативна, значи дека е битна, релевантна се извинувам, и останува да видиме дали ќе се реализира. Ова би ја сменило целата игра за Polkadot, ако такво нешто се случи, да испадне секи да каже дека Polkadot не е хартија од вредност, туку е софтвер, ќе смени се за овој блокчейн, значи ќе биде еден од ретките кој што има правна регулатива позади себе си. Останува да видиме. Како и да е, значи 6,25, не сум нешто посебно задоволен со алокацијата која што имаме, но тоа е реалноста. Едноставно некогаш не може да имате се. Тоа што го разговаравме вчерашниот ден, некогаш треба да се помирите со количините кои што ги имате, затоа што има други проекти кои што сакате да ги интегрирате во вашето портфолио. Следниот коин за кој што ќе разговараме, да, Polkadot беше дел од нормално Layer 1, значи од 29,8. Значи затоа и не сакам повеќе. Јас веќе имам солидни проекти, како што кажавме, а тоа се Ethereum, ADA, DOT, дополнително дека ќе го ставам нормално и Algorand, така да имам доволно проекти од Layer 1, додека Render и Agix моментално представуваат дел од AI и Decentralized Physical Infrastructure, значи тоа е категорија која што моментално ја држам заедно, затоа што пак ќе кажам, значи немаат толку многу проекти за да можеме да кажеме дека се целосно интегрирани како нели посебни сфери. И во оваа ситуација гледаме дека заедно имам околу 11,33, значи веќе 1/10 од портфолиото ми е во оваа сфера. Ако се сеќавате, ви кажав дека сакам да го зголемам своето учество и тоа моментално го гледате активно во нашето портфолио, значи активно и транспарентно ви кажуваме што правиме и зошто го правиме тоа. Сега нормално само прво треба да направиме на Polkadot, заборавив да видим што се случува со неговиот
неговата техничка анализа, а потоа ќе продолжиме со техничка анализа на AGIX. Да не забораваме, затоа што тоа е една од работите кои што треба да ги направиме овде. Сега, гледаме дека во претходниот bull market практично цената успеа да се врати до претходната акумулација, че ова е пред експлозијата во 2021 година, и од истата гледаме дека првиот скок кој што успеа да го направи надвор од оваа акумулациона шема ја доведе до $12. Со тоа што гледаме дека од апсолутното дно до оваа корекција нагоре, гледаме дека сме се вратиле на 61,8. Уште еднаш golden ratio на Fibonacci, кој што најчесто представува левелот од кој цената продолжува да се движи во обратна насока, и да не забораваме дека претходно ова ниво на месечен чарт ни е буквално првиот врв, значи првиот скок на полкадот, кој што моментално гледаме дека бил отпор, повторно отпор, ритест на истиот, повторен ритест на истиот. Значи и понатаму останува да биде значително ниво, а тоа е негде околу $7. Значи дека $7 ќе биде психолошка бариера уште долго понатаму пред конечно цената да се придвижи нагоре кон претходните all time highs. Со тоа што гледаме дека имаме уште едно ниво, а тоа е ова локално дно во Summer Low од 2022 година. Погледнете на $10. Помеѓу 7 и 10 ова е своевидна акумулација пред продолжување нагоре на овој коин, и да не забораваме дека исто така представува еден од оние кои што имаат најладни индикатори. Погледнете на неделно ниво, значи RSI е 47, додека Stock RSI е само 9. Значи има многу солиден момент за придвижување нагоре, но се уште гледаме дека е рано. VWAP е придвижен нагоре, значи дека моментумот е почнат, но MACD се уште се нема прекршено во булиш движење. И на дневно ниво, иако се наоѓа малку високо на Stock RSI, RSI е само 47, повторно. Но гледаме bullish divergence и гледаме придвижување нагоре, значи ова е bullish divergence на MACD, и гледаме дека конечно се придвижил над нулата, што значи дека почнува да се движи нагоре во следниот дел. Тоа е горе-доле што имаме да кажеме за полкадот. Значи пак ќе кажам, очекувам многу, очекувам да го помине претходниот all time high, и барем за мене очекувам дупло од претходниот all time high, тоа е негде околу $100 до $110, но останува да видиме. Тоа се моите очекувања. Додека сега ќе разговараме малку за AGIX, кој што е следниот во нашето портфолио, само ја каде се наоѓа. Ево AGIX. Значи AGIX уште веднаш ви кажувам, очекувам многу од овој коин, многу. Зошто го велам тоа? Значи оваа година и овој циклус ќе биде AI циклус, да бидеме реални, и очекувам дека навистина тоа ќе помогне многу на овој коин, како и на алијансата ASI. Многу нема потреба да разговараме за техничка анализа, затоа што наскоро во текот на овој месец, значи AGIX токенот ќе се претвори во ASI, односно иако имаме одлична техничка анализа, значи одличен cup and handle, кој што потенцијално на оваа цена ни дава мета од неверојатни $13 за AGIX, истиот ќе се претвори во нешто ново. Така да оваа техничка анализа ќе биде едноставно нул, така, значи нема логика да следиме истото, не е чисто на кратко, стандарден bull flag, кој што потенцијално ќе ни донесе некој добар напредок до барем $2, 2,5. Че гледаме дека така се движи самиот коин, но пак ќе кажам, нема логика да правиме техничка анализа на коин кој што наскоро ќе престане да постои и ќе биде претворен во ASI токенот. Значи AGIX што представува? Представува AI проект во криптосферата. Само момент, не знам зашто дека не е. Со тоа што во AI категоријата, значи истиот е на 4-то место по големина, со тоа што повторно овдека би го извадил рендер, затоа што истиот не представува директно AI, значи ова е само проект кој што се користи во AI секторот. Значи гледаме SingularityNet е на така речено 4-то место, само да го видам market cap-от, но повторно исто и ова нема да биде битно. Зошто? Затоа што и market cap-от ќе се соедини во новиот токен ASI. Значи моментално неговиот market cap е само 1 милиарда. Заедно со останатите ќе дојдат до некои 7. Значи Fetch AI заедно со SingularityNet и заедно со Ocean Protocol, значи ќе дојдат до некои грубо кажано 7 па дури 8 веќе милиарди, односно ќе има шанса да се напреваруваат со големите играчи. Така да и во оваа ситуација, значи автоматски од 4-то место ќе скокне на прво. Затоа што ASI токенот ќе има очигледно најголема алокација во однос на market cap, дури дупло од рендер. Сега, што тоа представува? Како што кажав, тоа представува оваа алијанса, ние многу сме зборувале за тоа. Значи Fetch AI, кој што представува AI протокол, SingularityNet, кој што представува Marketplace, и Ocean Protocol, кој што исто така представува соодветен AI протокол, значи за кој што сме разговарале, сите овие сме ги направиле во посебно видео. Моментално се соединуваат во алијанса така наречена ASI,
која што практично треба да направи еден токен за сите овие три проекти кои што и понатамо остануваат да бидат засебни тимови. Значи дека SingularityNet и понатамо останува да биде свој тим, само ќе има еден токен заеднички. Уште еднаш, сите оние кои што не знаат, значи ова ќе биде начинот на кој што ќе се разменуваат токените еден со друг, со тоа што за сите за секој 0,43 токени од AGIX ќе добиете обратно. За секој еден токен од ASI ќе треба да го замените практично за негде околу 2,2 токени од AGIX, така. Значи опрлика тоа би било конверзијата, со тоа што битна работа е дека ова е направено во март. А сега цената на истиот е, зошто е тоа битно? Затоа што моментално цената на ASI ќе биде еднаква на цената на FED. Цената на FED во оваа ситуација е, само да видиме точно, 2,45, така. Што значи дека ќе биде негде околу 2,2 токени AGIX за еден токен на Fetch, кој што во тоа време, значи ASI токенот ќе има 2,45, ќе наследи цената на Fetch. Така. Сега зошто е ова добро? Затоа што гледаме дека не е веќе тој сооднос. Гледаме дека вредноста на AGIX е моментално помала во однос на вредноста на Fetch и во оваа ситуација верувам дека ќе добиеме повеќе токени од тоа што треба да го добиеме во однос на овој сооднос кој што е нели веќе воспоставен, така да ова е позитивно за нас. Но уште еднаш, значи само на овој начин овие три проекти имаат шанса да се напреваруваат со големите играчи како Microsoft, како Amazon и така натаму. Така да ова е одлично. Да не забораваме дека исто така Dfinity, а тоа е фондацијата која што стои позади ICP, има партнерство со SingularityNet, ова веќе го спомнавме, значи дека активно се работи на имплементирање на AI во ICP и ова е одлично за SingularityNet. Главната моќ на SingularityNet е фактот дека е единствениот marketplace за AI софтвер. Значи овдека било кој што има било каков тип на AI софтвер може да го искористи со цел да така речено го понуди на своите на било кој. Така, само да ви покажам како тоа изгледа, значи AI marketplace. Овдека било кој што има било каков тип на AI софтвер може истиот да го продаде или изнајми на било кого, со тоа што практично вие треба да платите нормално во AGIX за истиот. Значи, погледнете, ова се различни типови на софтвери кои што вие практично ги понудувате на јавноста, а јавноста нормално ви плаќа во AGIX за овој софтвер. Така да го има моментот на прв на пазарот. Значи, тоа е многу битно. Зошто го велам тоа? Погледнете како изгледа моментално. Значи, прв на пазарот моментално во блокчейн е биткоин, непобедлив во market cap, така? И тоа зборуваме неколку пати поголем од вториот по големина, а Господ знае колку пати поголем од сите останати, така? Првиот, да речем, првиот учесник во DeFi секторот, сега не може да зборуваме централизирани менувачници, затоа што многу од нив пропаднале, но еве, погледнете ги DEXs, така, децентрализирани менувачници. Првиот двигател во децентрализирани менувачници и првиот играч е Uniswap. Апсолутен победник. Значи, тоа ќе го зборуваме во следниот дел, тоа е следниот код кој што треба да го обработиме. Идејата е дека истото го имаше и во OpenSea, кој што беше прв marketplace за NFTs, а сега тоа е SingularityNet, кај што имаме прв децентрализиран marketplace за било каков тип на AI софтвер. Така да ако мене ме прашувате, ова е одлично да се биде. Прв на пазар, така. И во оваа ситуација тоа е главната причина поради која што од овие три големи AI проекти јас инвестирам во SingularityNet, поучен од претходните примери на прв на пазар. Се разбираме? Така да тоа за мене е одлично и сега се враќаме на истото она што спомнавме со Render, дека било кој од овие коини и токени, дали ќе имаат заеднички токени или не, дефинитивно веднаш реагираат на фактот дека Nvidia направила некаков напредок, OpenAI, Amazon, Microsoft и така натаму. Било кој од големите централизирани финансиски компании, без разлика која е, да направи напредок во AI, веднаш реагираат токените во крипто. Така да тоа е одлично за нас. А дополнително сега ќе имаме уште еден голем двигател со оваа алијанса помеѓу трите најголеми проекти. Останува да видиме. Значи ќе биде интересно. Следниот коин за кој што треба да разговараме е Uniswap. Значи, уште еднаш, многу од вас може би веруваат дека е грешка тоа што го имам, останува на вас. Значи, мене тужби од SEC не ме плашат, видливо од тоа што го поседувам XRP. Зошто ќе поразговараме малку во овој дел, но нели, постепено. Прво, како што кажав, значи, за разлика од AGIX, кој што е доста мал како проект, но да не забораваме. Со здружувањето негде околу 8 милиарди веќе не е мал. Тој е еден практично проект кој што наскоро ќе стане голем, после 10 милиарди долари market cap, а верувам дека тоа ќе случи наскоро. Нешто слично со Uniswap кој што има 5,6 милиарди, значи самиот по себе представува најголемиот DEX на пазарот
и со тоа што е на 5 представува среден проект во крипто секторот и го имаме негде околу 5% во сопственото портфолио, што ако мене прашувате е доволно, значи не сум нешто посебно заинтересиран за менувачници, но Uniswap има голем потенцијал. Значи пред да разговараме за самиот проект, погледнете. Прво, ова беше акумулационата зона во која што ги купивме претходните алокации на Uniswap, добивме скок и ритест на претходната акумулациона зона, што ако мене ја прашувате, технички е сосема оправдано, а да не забораваме дека ова е само поради фадот кој што дојде од SEC. Друга работа, значи на ова движење на неделно ниво, ако погледнеме во однос на Fibonacci, гледаме дека цената се вратила точно до 78,6, што уствари во исто време и ова, како што кажавме, акумулационо ниво на така речено дното на bear маркетот за Uniswap. Така. Сега, ако погледнеме во индикатори, погледнете, значи на неделно ниво се доста оладени. Ние претходно имавме апсолутен врв од 82, тоа беше скокот кој што го направи нели после вестите за Uniswap staking и така натаму, тоа е нешто што веќе сме го објасниле, но е доста интересно и треба да се спомне. Значи Uniswap поведува staking, што е многу битно, но пак вратете се назад, погледнете го видеото за Uniswap и ќе погледнете се што треба да знаете за овој проект. Во однос на техничката анализа верувам дека корекцијата е завршена и дека после оваа корекција очекуваме движење нагоре. Индикаторите го потврдуваат истото. Stock RSI е на 0, MACD се уште нема прекршување, но верувам дека наскоро ќе се случи. Значи MACD од 91 се коригира до 0 практично, каде што гледаме дека потенцијално има момент за движење нагоре, но повторно тоа ќе го видиме кога конечно ќе добиеме потврда и прекршување на MACD во нагорна линија, а во меѓувреме гледаме bullish divergence на дневно ниво, каде што RSI достигна неверојатни 23. Значи тоа е 7 поени под препродадено добро и 0 нормално на Stock RSI. Значи гледаме дека и понатаму остануваат доста ниски, значи RSI се наоѓа на долната граница под 50, значи 32 и нормално како што кажав, корекцијата е завршена, очекувам предвижување нагоре, доколку немаме компликации во светот. Така. Значи повторно не заборавајте дека макро секогаш победува микро кога станува збор за економија без разлика од каков сегмент. Значи кога станува збор за економија, ако имаме макро поместување кои што се многу големи, микро техничка анализа и мали проекти страдаат многу. Сега, кога станува збор за прв двигател на пазарот, значи несомнено постојано најголем удел има самиот Uniswap. Погледнете. Значи, мај 2023 година, една година наназад, 62% од скупниот пазар. Да, имаме пад, но овој пад што го гледаме моментално е директно поради стравот кој што го направи SEC, прво со тоа што им поднесе Wells Notice, а сега со потенцијално тужење на Uniswap како проект. Сега, значи во DEX гледаме дека е непобедив, се разбираме. Значи во DEX очигледно нема ниту еден кој што може воопште да му парира кога станува збор по волумен. Значи погледнете, ова е дел од пазарот кој што го има Uniswap. Тоа е исто како Binance во централизирани менувачи. Значи апсолутно најголем, така. Додека кога станува збор, сега ова е многу битно. Многу од луѓето не го гледаат тоа. Значи ова е пазарот од DEXes и CEXes. Така че ова е вкупниот пазар на трансакции помеѓу децентрализирани и централизирани менувачници. Со тоа што во декември 2019 година, така речено лансирањето на Uniswap, бил 0. Така. Погледнете колку пораснал, значи колку повеќе и повеќе имаме ситуација во која што погледнете. Во најапсолутниот врв мај 2023 година, околу 15% од вкупниот пазар на трансакции се одвивал на децентрализирани менувачници. И верувам дека овој тренд ќе продолжи да расте. А каде подобро ако не во најголемиот проект за децентрализирани менувачници, а тоа е Uniswap. Така. И тоа да не забораваме дека е уште повеќе децентрализирана менувачница на најголемиот екосистем во светот, тоа е Ethereum екосистемот со најголемиот DeFi сектор повторно во Ethereum. Така. Значи гледаме дека се повеќе и повеќе е поатрактивно да ги правите своите трансакции на DEX отколку на CEX. Така да во оваа ситуација мене тоа ме радува и верувам дека децентрализираните менувачници имаат многу добра иднина, посебно ако се наоѓате во правилните. Останува да видиме, можеби сум грешка, можеби Тор ќе го земе првото место, можеби некој друг, не знам, PancakeSwap, SushiSwap, но сега јас верувам дека Uniswap има добра иднина и да не забораваме дека SEC официјално ќе го тужи, значи Гери Гангстер, нема кого не го тужи моментално, тоа е многу битна работа која што треба да забележиме. Значи Uniswap веќе кажа дека активно ќе се брани.
проектите престанаа да се плашат од СЕК, погледнете и сами, значи не е еден проект, имаме многу, јас затоа дори го отворив ова, значи да не забораваме дека веќе СЕК нема кого не го тужил. Значи можеме да поминеме преку истите, но наместо да ги барам, веднаш ќе ви кажам. Значи најголемите централизирани менувачници се во спор со СЕК. Kraken, Coinbase, Binance US. Така. Денеска и Robinhood доби тужба, која што исто така представува централизирана менувачница. Во исто време, MetaMask е тужена, односно компанијата позади MetaMask, Uniswap е тужена, XRP, односно Ripple е тужен и така натаму. Значи има бескрајна, како да ви обяснам, моментално СЕК води војна против целиот крипто сектор. И не е дека они имаат победи, значи нема, то они и понатаму се во случај со Coinbase, и понатаму се во случај со Binance US, и понатаму се во случај со Kraken и така натаму. Они имаат само принудени победи, како што е да речем кога го принудија Kraken да престане со стейкинг и да плати оштета. Не е дека Kraken не бил во право, едноставно Kraken ги пресметува работите и вика добро во ред. Нема потреба во Америка да има стейкинг, има во целиот свет, освен во Америка, се разбираме. Значи ова мурика си пука во нога моментално и тоа ќе им се одрази, но уште еднаш ќе напоменам, битно е дека веќе почнуваат да се бунат овие, да речем, нема како претходно. Претходно ако СЕК ве тужи, значи луѓето се откажуваат од вас. Гледаме сосема друга ситуација во која што гледаме дека почнува обратно да се движи работата, каде што овие проекти почнуваат да се бранат и не само што се бранат, туку колаборираат едни со други. Моментално Coinbase користи сето она што Ripple успеал да го добие во својата одбрана и обратно, така. Тоа е одлично за овие проекти. И јас не можам да кажам дали ќе победи Uniswap, но можам да кажам дека мене ако ја прашувате, воопште не ме интересира што има да каже СЕК. Значи ова е само обична политичка хајка која што ќе престане во моментот кога Конгресот ќе донесе соодветно законодавство, а не може да иде премногу далеко. Значи, гледате, целиот Конгрес е моментално против работата на Гери Гангстер и треба истиот да се појави пред Конгресот наскоро, Господ нека му е на помош. Но како и да е, мене тоа не ме интересира, значи една држава нема да го смени моето гледиште на овој проект, јас очекувам многу од Uniswap и сум спремен да ризикувам со 4,76% од сопственото портфолио и да не се случи ништо, јас нема да бидам воопште да бидам разочаран, значи проектот е, како да ви кажам, одличен. Плюс со она последно што го направија како надграб, дека ќе има стейкинг, дека нели токените се повеќе и повеќе utility wise и сето тоа, значи дополнително помага во моето гледиште на Uniswap да бидам позитивно расположен за очекувањата кои што ги имам за овој проект. Да не забораваме дека претходниот all time high на Uniswap е 47, значи дури од овој момент да достигне 50, јас ќе бидам презадоволен, значи тоа се некои добри 7 до 8 пати од сега X нагоре, што е одлично ако мене ја прашувате, но останува да видиме. Како и да е, значи тоа е мојот удел во практично децентрализирани финанси, значи тоа е моменталната изложеност која што имам во DeFi. Добро, сега малку треба да го променам во 476, се менува во однос со тоа како се движи денот нормално. Така да за сега сум задоволен со DeFi, иако уште еднаш ќе напоменам, сакам да имам AAV, но тоа е за понатаму. За сега ворете со DeFi Uniswap и со Lending and Borrowing Alchemy Pay. Но AAV голема веројатност дека ќе влезе во моето портфолио. Следен коин за кој што треба да разговараме е Optimism, каде што прво технички гледано, значи Optimism е доста интересен дел во нашето портфолио. Гледаме дека цената на Optimism во овој прв циклус, уште една ситуација на прв циклус, се движи во канал. Со тоа што од последното придвижување надолу до горната граница на овој канал, гледаме дека моментално успеал да достигне првата мета од ова придвижување нагоре на FIB левел, значи тоа е првата да речем достигната мета која што беше на 4,74-4,8 долари, со тоа што гледаме дека моментално придвижувањето надолу не значи дека треба да заврши до долната граница, која што е негде на 1,6, тоа би било одлично за сите кои што сакаат да купат, но верувам дека моментално корекцијата е завршена, само не погледнавме во индикаторите, видиме што се случува. Да, погледнете, индикаторите, значи истата ситуација, крајно високи RSI, 79 со 100 RSI 100 и нормално 3 локални врвови, корекцијата е завршена. Зошто го велам тоа? Погледнете. VWAP веќе е нагоре, MACD само што не се прекршил во нагорна линија, 100 RSI достигна 0, RSI достигна 43, значи имаме сериозни шанси за придвижување нагоре, повторно доколку целиот пазар не разочара, со тоа што од последната корекција нагоре гледаме дека успеал да се врати назад 78,6, што е последниот FIB левел, посебно кога сме во вакво макро тренд нагоре. Уште еднаш не заборавајте дека станува збор за нов проект кој што е прв циклус, значи
Тоа е моментот каде што постојано сме во price discovery. Значи, уште еднаш ќе напоменам, историски гледано од претходните два цели циклуси кои што сум ги следел, нови проекти најчесто прават растур. Значи, ако се добри проектите и имаат соодветни партнери позади нив, најчесто прават буквално нешто невидено на пазарот. Тоа е сосема нормално, затоа што пак ќе кажам, прво немаат претходни цели кои што треба да, значи нема техничка анализа која што би ги спречела, а второ најчесто станува збор за доста помали проекти. Значи во оваа ситуација станува збор за проект кој што е 2,8 милиарди, значи станува збор за мал проект кој што има простор за раст и тоа многу, затоа што станува збор за Layer 2 на Ethereum. Сега една битна работа како Layer 2 на Ethereum не е самиот факт дека самиот по себе представува Layer 2 на Ethereum, туку уште еден Layer 2 на Ethereum, кој што е најдобриот моментално после Polygon, тоа е Base, е исто така базиран на оптимизм, Optimistic Rollups, односно на оптимизм блокчейнот. Сега, зошто е ова толку битно? Уште еднаш, главната причина, значи, покрај фактот дека Optimistic Rollups потекнуваат оптимизм проектот и сите понатамошни Layer 2 практично го поземуваат Optimistic Rollups од оптимизм, главната причина поради која што јас го имам оптимизм е Base. Значи, се разбереме. Ви кажувам веднаш, ако Base направи свој токен или свој блокчейн, голема веројатност дека ќе се префрлам на истиот. Зошто го велам тоа? Затоа што Base моментално е апсолутен, значи BDS шампион. Сега ќе ви објаснам зошто. Прво заради партнерите позади него, а второ заради неговата корисност во Coinbase, централизираната менувачница. Значи Base моментално исто така представува Layer 2 блокчейн, Optimistic Rollup, кој што нема свој коин и го користи, тоест токен, и го користи токенот на оптимизм, OP. Многу битно, значи дека голем дел од ова, значи колаборацијата помеѓу оптимизм и Base е фактот дека вие користите OP токенот за да функционирате на Base платформата, така на Base Layer 2, кое што е матично за Coinbase. Значи дека се што се случува на Base, вие мора да користите OP токенот. Автоматски се што се случува на Base предизвикува OP токенот да расте. Така, со тоа што дури помеѓу себе има и така наречена fee sharing механизам, че овдека може да го погледнете, многу лесно. Погледнете, само да видим каде беше. Овдека е објаснет, само стварно не може да го најдем сега. Значи би ви препорачам доколку сакате погледнете. Само најдете овој артикл, значи What Base and Optimism's Collaboration Means for OP Price, каде што објаснува точно како изгледа fees Base, значи нели така речено колаборацијата во однос на фи која што се плаќа за оптимизм, која што многу помага во цената на оптимизм. Така да во оваа ситуација, ако мене ме прашувате, тоа е главната причина, а дополнително, значи да не забораваме дека како Layer 2 истиот е значителен, значи прост пример, ова е во Total Value Locked на DeFi Llama, можеме да видиме дека е еден од најголемите по Total Value Locked, по капитал кој што е заклучен во овој проект, нормално на страна од Ethereum и Tron, погледнете се наоѓа во топ 10, значи истиот се наоѓа, само да видам каде, топ 10, топ 12 е. Оптимизм со 872 милиони долари, тоа е голема сума на капитал заклучена во овој проект, значи истиот на вистина има капитал позади себе си, значи ако не вреди проектот, нормално никој нема да стави капитал позади овој проект. Сега, зошто е овој битен, значи зошто Base, така? Значи во однос на Layer 2, ова е на doom.com, доста интересна страна за анализа, значи погледнете. Моментално гледаме дека ова е трансакциите на Ethereum, сината боја, наспроти трансакциите на Layer 2 со сивата боја. Гледаме дека се повеќе и повеќе нормално превладуваат трансакциите на Layer 2, со тоа што вкупна количина на трансакции моментално 80,4% од трансакциите се процесираат на Layer 2. Тоа треба да ви кажува колку Layer 2 се клучни во овој момент за Ethereum. Сега, каде е овдека моментот? Значи, овдека имате чартови за трансакции и Layer 2. Каде што погледнете? Најголема нормално е Polygon, тоа што го зборувавме, значи 3,42 милиони на трансакции процесирани преку Polygon, за разлика од тоа следене кој? Base со 1,39, така. Иста ситуација овде, погледнете. Значи, Base апсолутно експлодираше. Значи, после Polygon, кој што моментално во највисокиот дел овде на Base, истиот процесирал Polygon 27,6 милиони, Base процесирал 16,7. Значи, најдобар од сите останати Layer 2. Така да, во однос на трансакции изборуваме 26,7 милиони трансакции и овдека, истото е, ако не се лажам, ова е според адреси, ова е според трансакции, да. Значи, идејата е дека Base е на второ место по процесирани трансакции и по активни адреси
во Ethereum екосистемот. А сето тоа автоматски се одразува на оптимизам, а оптимизам исто така има свој дел, се разбираме. Значи и оптимизам има свој дел дополнително и самиот бейс активно функционира врз оптимизам. Така. Сега следете го следниот дел кој што е исто така многу битен. На страна од тоа што самиот бейс е клучен, нели за ова што јас го имам оптимизам, бейс нема да биде ништо без Coinbase. Се разбираме? Значи погледнете како е сето ова поврзано. Значи тоа е моментот кога што вие треба да си ги истражите сопствените проекти за да знаете во што инвестирате. Оптимизам представува само алатка која што ја користи Base за да може да функционира како блокчейн, затоа што нема свој блокчейн, додека во оваа ситуација Coinbase, иако не изгледа толку голема, прост пример, значи ова е до март 2024 година, погледнете, значи има само околу 7% од вкупното количество на волумен на пазарот на централизирани менувачници. Така, не изгледа нешто многу големо. Така, гледаме дека на пример Bybit има поголем удел, Upbit има поголем удел. Но дали е тоа така? Значи не е само колку голем удел имате во пазарот, битно е и кои клиенти работат со вас. Значи да не забораваме дека Coinbase, кој што е матичен корисник на Base, значи Base е поседуван од Coinbase, е од основните 10 spot ETFs на Bitcoin, матичен custody провайдер е Coinbase. Значи ова не е случајно. Од друга страна, да не забораваме дека најголемите собственици на акции во Coinbase се Vanguard, BlackRock, ARK Invest. Погледнете. И ова не е коинциденција, се разбереме. Значи сигурно овие луѓе не инвестирале во Coinbase покрај фактот што дозволиле и нивниот spot ETF на Bitcoin да биде во Coinbase и BlackRock има стратешко партнерство со Coinbase, каде што клиентите од Aladdin, ако се сеќавате, ние зборувавме за Aladdin, че Aladdin е алатка која што не може да имате вие ниту јас, значи алатка која што само BlackRock ја дава на своите, да речам, клиенти или пак партнери, значи станува збор за финансиска алатка од најврвен тип. Буквално сите пазари моментално функционираат на Aladdin, проверете и сами, ќе видите. Идејата е дека, значи, Aladdin клиентите на BlackRock директно го користат Coinbase за купување и продавање на крипто. Значи, оние кои што знаат што е Aladdin, знаат колку е ова голем, се разбираме. Така да, поврзете и коцките. Base функционира матично на оптимизам, значи дека сите трансакции одат преку оптимизам блокчейнот, Base е поседува од Coinbase, а Coinbase е директно под водство, очигледно под водство на BlackRock. Значи, тоа треба се да ви објасни. Така да, гледајте да поседувате тоа што големите го сакаат. Затоа што порано или подоцна ќе се врати дебело во вашето портфолио. Може би сум грешка, но сега за сега се покаже како доста позитивно тоа што имам оптимизам, а верувам дека ќе се продолжи и понатаму тоа. Повторно, немам некоја голема алокација, 4,14, дури да ги изгубам не е проблем. Веднаш ви кажувам да знаете, ако Coinbase и Base направи свој блокчейн, веднаш ќе ги трансферирам сите оптимизам токени OP во Base, или како и да се нарекува новиот блокчейн. Битно затоа што пак ќе кажам, мене ми е битен Base блокчейн, кој што нема свој коин, не оптимизам. Оптимизам е само, така речено, алат на Base. Значи, затоа ви кажувам веднаш, ова е врската која што ме интересира. Ова не е за џабе. Значи, BlackRock знае точно што прави во криптосекторот, не за џабе го одбрал Coinbase, иако не е најголем на пазарот, и не за џабе нормално Coinbase го има со овој Base протокол. Останува да видиме, но јас верувам дека тоа ќе биде доста позитивно за нас во моето портфолио. Hedera H-Bar. Значи, Hedera H-Bar е исто така еден... Значи, гледате, сега, овдека е моментот кај што мора да разбереме. На крајот од денот, нема потреба да водиме револуција во нашето портфолио, се разбираме. Значи, нашето портфолио не познава кој е добар или лош. Дали вие инвестирате во нешто што BlackRock инвестира, дали вие инвестирате нешто во кое што Светскиот економски форум инвестира, може само да резултира со профит или загуба за вас. Значи, економијата не разбира лоши и добри. И кога вашето портфолио не разликува добро или лошо, разликува профит. Така да фокусирате се на профит. На крајот од денот пак ќе кажам, дали ние ќе инвестираме во нешто што инвестира BlackRock, нема да смени ништо во светот. Вашите 100.000, 10.000 долари нема да сменат апсолутно ништо во тоа како се движат работите во светот. Треба македонците да почнат да гледаат за себе си и тоа е оно што се обидувам да ве научам. Така да гледаме да направиме профит, а кога ќе имаме профит, тогаш можеме да разговараме за потенцијално да промениме нешто, прво за нас, нашето семејство, а после нашата нација. Но без профит можеме само да си дебатираме, додека во меѓувреме, како што велат,
кучињата лаат, караванот си врви. Така да во оваа ситуација фокусирате се на тоа што е профитабилно за вас, а не што е добро филозофски или оправдано или на позитивната или правилната страна. Исто во оваа ситуација треба да биде и Хедера. Хедера е крајно негативен проект. Веднаш ви кажувам, значи не постои негативна компанија во светот која што не е во соработка со Хедера. Се разбираме. Значи оние големи корпорации кои што се проблем во светот се најголемите партнери во Хедера. И тоа е реалноста. Значи нема тука дали ви се допаѓа или не. Уште еднаш ќе напоменам, гледајте дали тоа може да ви донесе профит. Сега, значи технички гледано на месечно ниво, Хедера, како што кажуваме, all time high негде околу 50 центи, а моментално е на 11 центи. Верувам дека има многу голем потенцијал да пробие над претходниот all time high и тоа многу високо над претходниот all time high, со тоа што да не забораваме дека Хедера има само 4 милиарди маркет кап, значи се уште представува мал проект. Сега, во однос на техничката анализа, гледаме дека цената се движи во канал. Иако се уште не можам да потврдам, според тоа што го гледам, моментално се движи во канал, на месечно ниво погледнете. Значи RSI е само 55. Значи има уште многу за движење нагоре. Во однос на неделно ниво, значи може би малку повисок на 60, сток RSI на 38, но ова е онаа корекција која што добивме после, последниот скок кој што беше доста голем, но гледаме дека акумулационото ниво е скршено и дека моментално еве како би изгледало тоа, значи опрлика ова би било акумулационо ниво кој што може да видам, погледнете сами. Значи не мора секогаш да биде правилно, но гледаме дека ова движење хоризонтално е акумулационо ниво. Пробив, ретест, придвижување нагоре во овој канал кој што го гледаме, што значи дека очекувам да се придвижи цената нагоре, а се уште не сме ни почнале да се движиме по корекциите на Фибоначи од претходниот all time high, значи каде што првата корекција е негде на 16 центи. Значи гледате, добивме до истата корекција и ликвидација, тоа беше лажната вест, која што не беше лажна, туку беше недоразбирање, за кое што ќе поразговараме за потенцијална поврзаност на Хедера со BlackRock. Сега, 3,85% и уште еднаш да не забораваме, значи ова е проект кој што верувам дека дури треба и да додадам, ќе ви објаснам зошто, но постепено се придвижува нагоре, гледаме дека има потенцијал во техничката анализа. Сега, рековме дека е мал проект, помалку од 5 милиарди, истиот е ISO 20022 compliant. Значи, дали ви се допаѓа или не, јас ќе ви трубам, ако дојде моментот ќе видиме дали ова навистина ќе промени нешто или не. Значи покрај XRP Cardano, Quant, Algorand, Stellar, IOTA и XDC и Hedera HBAR представува еден од ISO 20022. Ова се при криптопроекти кои што се бирани. Ви кажувам веднаш, се гледа дека се бирани и сега дали ќе успеат сите останува да видиме, но јас ги имам во некоја количина од која што XRP во најголема, втора по големина Hedera и Algorand. Сега, зошто е толку битен? Погледнете. Ова е council, значи Hedera има само одредена количина затоа што представува хешграф технологија која што не е матично блокчейн, но истата поседува нодови. И тоа поседува 40 нодови, од кои поголемиот дел од овој број се веќе пополнети. Погледнете кој ги поседува овој нодови. Значи фактот дека поседува 40 нодови ви кажува дека е крајно централизирана, така. Но тоа не ги интересира. Значи тоа ви кажувам, некогаш не треба да се фокусирате на тоа. Погледнете кој ги поседува овие нодови. Значи погледнете. Јас само ќе свртам, а вие погледнете. Значи само погледнете ги мињаве, не морам ни да ги читам. Значи вие знаете точно за кои компании станува збор, така? Значи погледнете кои се овие компании кои што седат на чело на council на Hedera. Ова се компании кои што одлучуваат за иднината на Hedera. Дали ова се мали компании, кажете? Што значи дека ако Hedera успеала сите овие компании да ги седне на иста маса да го координираат овој проект, дали вие мислите дека тоа е случајно? Дали вие мислите дека ваков тип на компании тоа случајно го направиле? Од друга страна, значи неофицијално, видов видео во кое што еден од фондацијата, односно препоставувам CEO на фондацијата на Hedera, активно зборува дека иако ова беше недоразбирање за Archax, кој што е практично партнер со Hedera, не BlackRock, само BlackRock е еден од клиентите на Archax, идејата е дека моментално поради ваквото недоразбирање, дури и позитивно испана за Hedera. Значи CEO на Hedera, сега не знам, не може да најдам никаде вест, ова беше пред само неколку дена, е активно во разговори со BlackRock. Вели поради недоразбирањето, вика, стапивме во контакт со BlackRock за да видиме зошто се случило ова и вика ние активно им понудивме да размислат дали сакаат да бидат дел од каунселот на Hedera.
Дали тоа ќе се случи или не, останува да видиме, но замислете потенцијално такво нешто да се случи. Ние добивме дуплирање на цената на Hedera во моментот кога беше спомнат BlackRock во иста реченица со Hedera. Така. Значи останува да видиме дали ќе се случи, но не гледам причина зашто би лажел во оваа ситуација, нели, CEO на Hedera. И погледнете, значи тоа се големи компании кои што, пак ќе кажам, не станале големи така, значи поголемиот дел од нив се негативни. Земете го Boeing за пример, значи во последно време, во последните 3 месеци паѓаат врати, тркала чудо од овие авиони, но се уште е најголема компанија за производство на авиони, така. И моите омилени во Давос, значи Светскиот економски форум, значи еден од официјалните партнери на УЕФ, погледнете и сами, значи на нивната страна на Светскиот економски форум, повторно знаеме кои се овие џукели, многу пати сме разговарале, ако не погледнете го видеото за Светскиот економски форум, Hedera е еден од партнерите на Светскиот економски форум, каде што значи истите беа активно погледнати, активно учествуваа во целиот овој да речем конференција или како сакате наречете, и да не забораваме, значи внатре во Давос, дали гледате некоја друга компанија овдека. Значи, еве една компанија и ова е втората компанија која што има своја реклама во Давос, внатре каде што се одржува Светскиот економски форум. Значи, тоа треба да ја каже доста за тоа на кого му е дозволено да се рекламира, а на кого не му е дозволено. Така, значи, чисто и тоа гледате колку паметно направено. Значи, си ги ставиле своите учесници во нивниот каунсил. Така да треба да ви кажувам многу за овој проект, но пак ќе напоменам. Не е битно дали овој проект е добар или не, битно е дали е добар за вашето портфолио. Гледајте на тој начин. Така да тоа е се што имавме во однос на овие проекти, топ 6, ако имате да речем ако сакате да направиме повеќе за преостанатите, да речем уште колку имаме таму доста на некој начин има уште 10-15 проекти од кои што некои се нели како што кажав награда од Polkadot и така натаму, но за следните 6 проекти можеме да направиме ако сакате, само да погледнеме каде тоа е. Значи следните би биле VeChain, AlchemyPay, Algorand, Sandbox, IOTA. Да видим дали 106, 2, 4, 5, 6 и Shen. Да душа овдека повеќе би обратил внимание на Quant да биде реални и XDC, како и да е погледнете, значи станува збор за алокации кои што не се мали, но не се доволно големи за да бидат опфатени во првите две видеа, затоа што погледнете, веќе 1 час зборувам, значи премногу долго би било видеото ако е повеќе, веќе ме кудат затоа што е повеќе од 1 час. Така да нели, ако сакате ќе оставам денеска гласање и одлучете дали би сакале да добиете уште едно видео за останатите 6 токени. Со тоа што најчесто ова видео скоро и да не е гледано за разлика од првите две и затоа и одбегнувам да го направам. И за крај, нормално како и секогаш, прво морам значи да ве потсетам на собирката која што ја планираме. Значи тоа ќе биде да речеме лайвстрим во живо. Значи директно пред вас гемиџијата заедно на пиво, како што кажав, значи во 18 на 18 мај во утринските часови ќе завршиме добротворната акција која што ја планираме за црквата во Велес, тоа е втората, сега последна, сакам да нели искористиме нешто од ова што го донирате до нас и за некои други цели. Со тоа што пак ќе кажам, значи во попладневните часови после завршување на оваа акција ќе дојдам во Скопје во 6 часот попладне кај даскалот во градски парк во Скопје пред фудбалската арена да се најдеме како пријатели да поразговараме, да пиеме едно пиво. Така да, некој ми спомна, само ќе го замолам да ми прати порака, некој ми рече дека има своја продавница блиску до споменикот, да не морам да влечам гајби сега од центар, ќе ве замолам ако кој да беше човекот што ми го пише тоа, нека ме потсети, нека ми прати порака или нека остави коментар на самиот евент, да знам каде да дојдам да купам пиво, да не морам сега да сакам пак ќе кажам од центар, така да му благодарам на тој што го спомна тоа. И битна работа, значи 6 часот попладне, како што кажа, ќе пиеме пиво, ќе поразговараме, дојден сум да разговараме, дојден сум што и да сакате да ме прашате, да речеме дека тоа ќе биде еден стандарден лайвстрим. И нормално за крај сите оние кои што се нови, значи имаме 950 видеа, значи работиме активно, така да знам дека е малку збунувачки. На крајот, значи оние кои што се нови, би ги замолил да го погледнат ова прво видео кој што е на врвот од самиот канал, со цел да им се разјасни сето она што е битно за сето она што го работиме на каналот. И на тој начин нормално многу поедноставно ќе знаат како да следат нашата материја и нормално во секој од нашите видеа може да најдете битни информации, а тоа е прво нормално која е содржината на видеото кое што работиме, она што ќе го гледате нели во самото видео, потоа ги имате социјалните мрежи на кои што може да следите нашата работа и нашите резервни канали со цел да добиете и повеќе од она што моментално го објавуваме на самиот канал и дополнително знаете и сами, значи сето ова што го работиме е бесплатно.
сето оно што го донирате го даваме во добротворни цели, единствено што бараме од вас е затоа што ова е направено за македонците во светот, да ни помогнете да го доставиме до што повеќе македонци. Односно, доколку имате некој заинтересиран кој што сака да научи за крипто, предложете го нашиот канал, нормално доколку ви се допаѓа, и најосновни работи од типот на лайк, шер, сабскрајб и комент, знам дека се мали и банални, но навистина помагаат ова бескрајна работа која што ја правам со часови секој ден, да биде што повеќе шерувана од алгоритмите на овие, да речем, канали или пак социјални мрежи, така да еден лайк, еден коментар, макар и негативен, помага многу за оваа содржина да се споделува што повеќе. Така да ви благодарам за тоа. Бидете внимателни, многу се преправаат дека се нас, значи има лажни профили како на Facebook, така и на Instagram. Не можам да направам ништо, пробавме да ги банираме, пробавме да ги пријавуваме, едноставно не помага. Вие банирате еден, се појавува друг, така да ако некој ви пишува прв, ќе ве замолам, бидете внимателни, тоа не сме ние. Јас немам време дури ни да одговорам на пораките кои што се ми ги пратиле. Сигурно нема јас да ви праќам вас некои понуди, наградни игри, значи ќе ве замолам, бидете внимателни. И на крај, како што кажав, значи доколку сакате да наградите нашата работа, иако ние не сакаме, значи нели да наплатиме за истото, на ваше барање ги ставивме овие блокчейн адреси, каде што можете да ни ги доставите вашите донации, зборувам за мали донации, кои што ние понатаму ги користиме во добротворни цели. Првата беше пред само некој месец, кога ги доставивме овие 700 евра до црковна организација од Велес со цел да помогнеме на што повеќе македонци во прехранбени продукти. А втората на Купи ми кафе, значи исто така оваа апликација која што помага со на дигитални креатори да добијат, да речем, некоја помош. Значи сите овие кафиња кои што сте ни ги пратиле до сега околу 500 еври, иако се повеќе, значи ќе ги доделиме на истата таа организација во прехранбени продукти, а понатаму сето оно што е преостанато ќе го доделиме на некои други цели. Така да ви благодарам за се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.